Огромни милионски долгови, алармантна состојба во која се наоѓаат јавните комунални предпријатија во земјава. Од енормните цени на електрична енергија што ги гушат нивните буџети, преку нереално ниските тарифи за водни услуги до хроничната превработеност, недостаток на млад стручен кадар и огромни трошоци и издатоци за плати кои нема кој да ги покрие. Комуналните предпријатија се наоѓаат во длабока криза. На оваа тема вечерва во студиото дебатираме со Даниел Стојчевски, пратеник од движењето на Знам и поранешен директор на комунално предпријатие во Куманово. Добра вечер, добре дојдовте во студиото. Добро вечер, благодарам на поканата. Душица Перишич, извршна директорка на ЗЕЛС. Добра вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. И од мојата десна страна се Игор Спасовски, представник на АТКОМ, тоа е Сдруженијето на јавни комунални предпријатија и директор во комуналното предпријатие во Виница. Добра вечер и за вас. Добро вечер, благодарам. И Марко Бислимовски, председател на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Добра вечер и за вас. Добре дојдовте. Ви благодарам за поканата. Господине Спасовски, ќе почнам од вас, бидејќи сте актуелен директор на комунално предпријатие и изминативе месеци доста слушавме за тоа каква е состојбата и зошто до тоа дојде. Може ли да ни објасните накусо со што се соочуваат во овој момент комуналните предпријатија, на генерална слика за да како вовед во дебатата? Јавните комунални предпријатија во Република Македонија се едни од основните клетки на ово наше општество. Значи, се грижат за најосновните работи и потреби кои што се потребни на нашите граѓани или корисници на услугите. Тоа е водоснабдувањето, одведувањето на урбаните отпадни води, собирањето на комуналниот отпад, одржување на јавната чистота, одржување на паркови зеленило и по-нови дејности ни се одржување на паркинзите или давање на паркинг услуги. За таа цел има формирано 90 јавни комунални предпријатија на територија на цела држава. Сите тие се членки на АТКОМ, Асоциација на даватели на комунални услуги. Во последниот период, не година-две, меѓутоа повеќе, можеби 5, 6 и 10 години, постојано имаме проблеми кои што од година во година стануваат се поголеми. Од година во година, како што е спомнато во најавата, трупаме загуби, не можеме рентабилно да работиме и се соочуваме на прагот на рентабилноста сме, повеќе од половината и не можеме нормално да функционираме. Кога беше кризата со короната, комуналните предпријатија беа први на удар, мораше да функционираат, мораше да се и водоснабдувањето да биде редовно и се собира отпадот и се. Ние тогаш во тој период издржавме со тешки маки, со доцнење на плати, бидејќи знаете дека се намали наплатата тогаш во тој период, крахираше едноставно државата. Од тој период дури почнавме да ги лечиме раните, да заздравуваме, па се појави енергетската криза или кризата со снабдување со електрична енергија. И оно што здравото застанување на нозе ни беше прекинато и најголем дел од комуналните предпријатија, они што пред се занимаваат со водоснабдување, попаднавме во огромна криза и натрупавме огромни загуби за електрична енергија. Во тој период излезбаравме од централната власт и по долги, како да кажем, преговори, барања, молење од наша страна, во еден период централната власт донесе одлука да ни во соработка секој со Регулаторната комисија за енергетика и ни беше дадена регулирана цена од 90 евра за мегават час. Во тој период малку се стабилизиравме ние и после завршетокот на кризата повторно бевме вратени на слободниот пазар, од каде што се снабдуваме со електрична енергија. Кога заврши кризата, потоа се почна да се зголема минималната плата. Значи, од криза во криза, кога една криза ќе заврши, се појавува друга криза, па трета. Ви ги зголеми трошоците во вкупното работење, особено на платите, а многу вработени има во комуналните предпријатија. Се разбира дека ни ги зголеми трошоците пред се заплата, бидејќи знаете дека цената на водата е регулирана.
имаме цени кои што ни ги дава регулаторната комисија за период од 3 години. Кога ќе се зголеми цената на електрична енергија, не излегува во пресред тоа што регулаторна комисија ни кажа дека можеме да бараме корекција на цената, меѓутоа сето тоа дори траеше целиот тој пресметковен период, ние трупавме загуби, не можевме да се едноставно да се ослободиме од проблемите. Потоа кога заврши тоа, кога почнаа платите да се качуваат, ние веќе имавме добиено цени за нашите водни услуги, тука не само водоснабдување, одведување на урбани отпадни води и прочистување на отпадните води, бидејќи мислам дека има 17 или 19 комунални предпријатија во државата кои што имаат пречистителни станици. И пречистителни станици, колку за информација на нашите гледачи, се најголем потрошувач на електрична енергија. Така. И кога... Добро, само уште вака малку накусо, може и Перишич тука да се вклучи, кој ги има поточно податоците. Од тие 90 на предпријатија, колку од нив се загубари и колкави се тие долгови? Мислам, еве, може Перишич, ако ги има бројките, можете и вие да се вклучите. Да, благодарам ги. Немам уште бројките, затоа што ние минатата недела пративме прашалник до сите општини и ги замоливме до 25 април да ни одговорат колкави се долговите и се настанати од што. 5 прашања поставивме, дали е заради ДДВ-то, дали е долгови кон државни компании, дали е долгови кон општината, дали е долгови кон коминтенти и дали е долгови кон вработените. Она што можам сега да го кажам е дека околу 23 општини одговорија до денес и билансот е преку 1 милиарда денари долг, значи уште немаме одговор од најголемите јавни комунални предпријатија, а долговите јас би ги структурирала овака. Прво е долг кон УЈП. Знаете дека до пред известно време данок на додадена вредност се плаќаше 18% и согласно нашите закони мораше да се плати веднаш штом се фактурира во пресметковниот период, а вие никогаш не знаете колку тоа ќе наплатите, особено што процентот на наплата во нашите јавни комунални предпријатија е прилично низок и така влегува во була јавните предпријатија. Потоа успеавме да го смениме тој процент и да го доведеме на 5 и сега е многу порентабилна ситуацијата, меѓутоа старите долгови кои што, например, изнесуваат 1, ама каматата на тие долгови изнесува 10, е она што покопува поголем број на комунални предпријатија. Вториот проблем настана со електричната енергија, зашто колегата веќе зборуваше. Јас само еден податок ќе ви дадам, а и господинот Бислимовски е информиран за тоа. 2022, ако едно комунално предпријатие за струја трошело 1 милион денари, кога беше најголемиот удар, трошеше 8 до 9 милиони денари месечно за струја, што значи 8-9 пати поголема цена за која што они не можеат од каде да најдат пари. Така. Третата категорија на долгови е она што го имаат кон државните предпријатија, као што се водостопанства, као што се оние средства што се уплаќаат во владата на име на не знам ли како, водни услуги или така, надоме за водни услуги. И после четвртата е секако платите и петата е долгови кон добавувачи. Тоа е структура на нивните долгови. Јас само морам да ви кажам како информација дека минатата недела во понеделник делегација од управен одбор на ЗЕОС имаше состанок со министерката за финансии, на кој едно од прашањата за кои што разговаравме беше токму тоа како да излеземе од оваа криза со јавните предпријатија. И таа тогаш рече, ајде соберите податоци, кој колку за што должи, и кога ќе ги соберете податоците, ќе се сретнеме пак, да видиме структурата и да видиме кој е начинот на кој што можеме да излеземе од тоа. Добро, благодарам. Бислимовски неколку пати ве посочија на некој начин, не директно се разбира, меѓутоа во контекст на тоа дека струјата
как сегашната цена која што е за предпријатијата или таа што ја плаќаа во изминатата година беше еден од оние клучни импакти што доведоа до овие милионски долгови, колку што разбрав, повеќе од 60% од предпријатијата се во загуба. Така мислам дека ми рековте господин Спасовски. Постои ли чаре? Вие сте запознаен со проблемов и веројатно повеќе пати разговаравте со представници на компаниите. Ние разговараме наназад неколку години, но она што сакам да го кажам во делот на електричната енергија, во Македонија постои закон за енергетика, каде што согласно тој закон најголем дел од овие комунални предпријатија се обврзани додатно слободниот пазар на електрична енергија. Во моментите кога првпат се либерализираше пазарот на електрична енергија, најголем дел од овие компании си ги намалија трошоците за електрична енергија. Тоа поран пред и 2018-2019, споредено со тоа што имале претходно, имаа намалени трошоци за електрична енергија. Но, кога започна енергетската криза сосема беше неочекувано, удри најмногу кај овие јавни комунални предпријатија и тие, согласно законот за енергетика, набавуваат електрична енергија на слободен пазар, цените беа такви какви што беа и за овие предпријатија, но и за приватниот сектор, значи за сите беа исти. Имаше една мерка од владата, некаде тоа беше во крајот на 2003 од ноември до март-април 2023 до март-април 2024, каде што добија цена од 90 евра за мегават час. Понатаму, сите овие комунални предпријатија, особено овие што се во општини над 10.000 жители, поднесоа барања до Регулаторната комисија за енергетика, каде што овие трошоци реални, кои што ги предвидовме ние во тој период, им се признати на овие предпријатија. И кога ќе анализирате годишниот извештај на Регулаторната комисија за енергетика, кој што ќе го објавиме сега кон крајот на април, речиси во сите општини во државата има зголемување на вкупната цена за вода, вклучувајќи ги сите три дејности тамо каде што ги има, секаде има зголемување и се признати тие реални трошоци кои што ги имаат за електрична енергија. Сега, како и двајцата претходни соговорници што кажа, ние очигледно кај овие предпријатија имаме системски проблем. Значи, загуби ако се трупаат, имаше и еден обид во 2017-18 им беа поништени сите долгови, но повторно тие акумулираат загуби. Значи, треба да најдеме начин како овој системски проблем да го решиме. Она што е во рамките на Регулаторната комисија за енергетика, јас многу пати сум го кажал. Сега, како што е концепиран законот за определување на водните тарифи, Регулаторната комисија за енергетика определува минимална и максимална тарифа за сите водни услуги. Понатака, тој предлог ние го испраќаме до општините, па комуналното предпријатие, управниот одбор треба да се најде некаде помеѓу таа минимална и максимална тарифа и понатака тоа се испраќа до Советот на општините. Сега тука и двајцата соговорници биле директори на комунални предпријатија и на вистина Ја одма ќе ве демонтирам. Да. Ја ве разбрав дека сте биле во Куманово или не? Не, директор сум за тоа што говорите ќе ве демонтирам. Добро, не, и сега сите тие се испраќаат до советите на општините. Најчесто. Добро, сакате да кажете чарете дека да си ги општините оптимизираат советот трошоците ќе стигнеме и за со трошоците. Советите на општините ја земаат минималната тарифа, наводно водејќи се сите ги штитат интересите на граѓаните. Јас сум имал случаеви кога имало реакции од председател на совет на општина заради тоа што со неговата одлука ќе се зголемела трошокот на месечно ниво за едно семејство за 7,5 денари. И сега се наоѓаме во ситуација, сум се наоѓал во ситуација, добро, дали луѓето се побогати за 7,5 денари или се посиромашни. И од тие причини сме предлагале Регулаторната комисија за енергетика да ја определува конечната цена со цел да ги
растеретиме јавните комунални предпријатија од политички притисок и исто така и советите да не ги ставаме во Уште повеќе советите и градоначалниците, да. Ние сме подготвени да го превземеме тој товар. Ние гледаме реалната ситуација. Минатата година загубите на вода во Македонија беа 63%, оваа година ќе го објавиме извештајот е 64%. И се повеќе и повеќе се акумулираат загуби. Овој проблем кој што го имаат со трошоците за електрична енергија, ние во сите методологии каде што кажуваме конечна цена, имаме еден дел кој што се вика фактор на корекција. Кај нив за жал тоа не може да се примени поради тоа што ние не носиме одлука. Да носела регулаторната комисија за енергетика одлука, тоа колку сме предвиделе ние трошоци во 2020 или 2021, дека трошоците за електрична енергија согласно тие цени ќе биле, не знам, 100 единици. За жал се случила енергетска криза и тие се зголемиле за повеќе од 3 пати, за повеќе од... Имаше општини, мисля, че ни беше општина Охрид, каде што одеднаш се случи една месечна фактура да е повисока од годишната фактура што била во претходната година. Но тие механизми кои што ги имаме како регулатор на Комисија за енергетика, не можеме да ги примениме поради тоа што конечниот збор за цените го даваат советите на општините. Но за цената на струјата не го даваат советите на општините? Сите овие поголемите предпријатија, 80% од нив набавуваат електрична енергија на слободниот пазар. Тоа не може, тоа е согласно закон за енергетика. Македонија, доколку може, ЕСМ да го натераме во рамките на своите можности да произведува електрична енергија и за јавни комунални предпријатија, и за училишта, и за градинки, и за се, толку е капацитетот на ЕСМ. Треба да го разбереме и ЕСМ дека го влече максимумот од тоа што може да го даде. Не, во тој случај ќе се зголеми цената на струјата за сите граѓани ако отиде во насока тука да се субвенционира. Само една работа сакам да кажам. Дека ЕСМ во моментов за домаќинствата продава по цена од 62 евра за мегават час. Неговата производна цена е далеку повисока од таа цена. Треба да најдеме начин овие јавни комунални предпријатија да не ги ставаме повторно на товар на ЕСМ. ЕСМ толку може. Добро, благодарам за сега, да. Стојчевски, јавни, да, сакавте кратко само и би сакал малку реплика во делот на претходните говорници. Значи, јавните предпријатија, како што кажа Игор, се основани од единиците на локалната самоуправа за вршење дејности или услуги кои што се од витално значење за граѓаните. Меѓутоа, сите години наназад, сите влади ги остават овие јавни предпријатија некако на маргините и не покажуваат интерес. Многу добро Душица ги ја објасни структурата на долговите на јавните предпријатија и не е како што кажа Игор дека овие долгови се лечат пред 5-6 години. Не е ниту дека 2017-18 година се поништени долговите на јавните предпријатија. Па 50 милиони евра на кој да е владата? На општините. Не на јавните предпријатија. Не. Општините расчистуваат долгови према добавувачи, можеби некој дел во јавни предпријатија, можеби во други институции, меѓутоа јавните предпријатија никогаш немале директна финансиска помош од страна на влада. Има исклучок во две јавни предпријатија, тоа беше пред 2-3 години, каде што владата донесе одлука за плаќање на долг на јавното предпријатие во Струмица и во јавното предпријатие во Берово, селективно за плаќање на долгот што го имаат кон водостопанство, и ако проверите во моментов, тие две јавни предпријатија и ден денеска не го плаќаат долгот кон водостопанство. И тука, како што кажавте вие, ние имаме системски проблем. Тоа е точно. Значи, не може да бидат јавните предпријатија оставени самите совети да им ја определуваат цената. Мора да имат фиксно определена цена која што ќе доаѓа директно од регулаторот и по таа цена граѓаните да ја плаќаат услугата. Зошто тоа го зборувам? Советите се политички тела кои што носат, да не се лажеме, политички одлуки. И гледат секогаш да донесат одлука која што нема да створи реакција кај граѓаните, за да не им се одрази подоцна на изборите. Меѓутоа, јавните предпријатија, како сите други предпријатија кои што функционираат, приватни јавни предпријатија,
имаат приходна страна, каде што имаат приходи и се финансираат од тие такси и давачки кои што ги плаќаат граѓаните. Со тие пари што ги соберат, тие треба да ги платат трошоците во нормално работење. Сега ние се доведуваме во состојба на покачување на плати, покачување на цена на електрична енергија. Од друга страна, да, цената е регулирана во делот на водни услуги, меѓутоа што е за услугите за управување со отпад, собирање на комунален смет и така натаму. Ние зборуваме за одреден сегмент сега од јавните предпријатија, меѓутоа јавните предпријатија вршат и други услуги кои што не се опфатени овие цени преку регулаторот и се доведува во еден сериозен проблем. Би сакал да кажам еден пример. Значи, јавното предпријатие Чистота и зеленило, претпоставуваме голем дел од тие од останатите јавни предпријатија, во 2003, 2004 и 2005 година се задолжило по основ на неплатен данок кон УЈП, затоа што тогаш, како што кажа Душица, бил 18% данокот, тие прибирале 40% имале наплата, знаете дека во тој период многу тешко одела наплатата во јавните предпријатија и тие беа доведени во состојба половина од парите што ќе ги соберат да ги платат кон УЈП или да дадат плати на вработени. Тие не го платиле тој долг и тој долг се провлекувал. 2017 година доаѓам јас во јавното предпријатие 2018 година, тогаш сум имал во тој период 13-14 години и јавното предпријатие по основ на тој долг, основ на долг кон општина Куманово и на сето тоа камата, која што е неколкукратно поголема од главницата, изнесува 4,5 милиони евра. Ние успеавме во тој период да вратиме некаде по основ на главен долг, околу 30 милиони денари, останало уште 18 милиони денари, надевајќи се, бидејќи сега опозицијата е најгласна, а и самите пратеници, ако се навратите на дел од нивните изјави, говореа во изминатиот период, дека јавните предпријатија се соочуваат со децениски проблеми и треба да се изнајде законско решение како ќе се решат овие проблеми. Имаше таков закон. Ќе ве прашам за тоа. Уште сакам да се задржим уште малку на сојот. Ако зборуваме дека треба регулаторот да ги преземе цените на водните услуги, на општините и на другите и на сите локални самоуправи, за каква децентрализација ние зборуваме во локалните самоуправи преш? Нема, видите, тоа е сосема две различити работи. Значи, тоа што општините го прават како услуга на граѓаните, тоа е нивна обврска. Овдека зборуваме за една државна политика која значи регулирање на цени. Сосема различито, ама тоа се само цени на... Но не е државна политика за регулирање на цени, ако треба Бислимовски да каже колкава ќе биде цената и во Охрид, и во Виница, и во Струга, и во, не знам, во некое село во Источна Македонија. Така е согласно закон? Па не е согласно закон така, сега општините тоа го прават, меѓутоа не го прават, не си ја земаат својата работа. Согласно закон, регулаторна комисија треба да каже колкава ќе биде цена. Совет на општина треба да ја прифати или да ја одбие. Дали секогаш оди на минималната, да, или одбива? Добро, повелете, Спасовски. Па не би се сложил дека е тоа централизирана цена, бидејќи регулаторна нема да даде една цена за цела држава. Така е. Значи за секое посебно јавно предпријатие регулаторна дава посебна цена. А тоа од што зависи? Зависи од приходите и од расходите. Значи на нас ни треба тоа оно што планираме да го потрошиме за плати за гориво, за струја, за делови резервни, за се, тоа да не биде сето покриено од страна на регулаторот со цената. И се разбира треба да имаме некое 10% резерва во случај на ненавремена наплата, неможност за наплата или евентуално за некои други варијабли. Меѓутоа, што значи тоа? Доколку регулаторна ни ги даде цените и таа регулаторна цена биде конечна, Советот се иззема од одговорност и градоначалникот. И со самото тоа се префрла одговорноста на регулаторна, ама не дека регулаторна комисија е виновна за тоа, туку дека регулаторна комисија согласно бројките, согласно расходите и приходите, ни утврдува таа цена. И таа цена ќе биде конечна. Сите го бараме тоа. И ние како АТКОМ, Сдружение, одамна го бараме тоа, бидејќи откако почна регулаторот да ни ја кажува цената, тоа беше прецена наше барање, уште од 2009 година, бевме во Албанија, видовме дека иднината е во тоа, дека мора да се постави цена, бидејќи имавме многу комунални предпријатија, ќе го спомнам Берова Кодано што го спомна,
тие дава услугата пречистување на отпадни води, а не фактурираа на граѓаните никако. И за таа цел и во други градови кај што имавме проблеми, ние сами побаравме од државата да не вклучат во рамки на регулаторна комисија. Сето тоа траеше неколку време, одреден период, и на почетокот бевме задоволни со тоа. Меѓутоа, сакаме на реплика, извинете, само да му кажам на Марко, последните цени, кога беше земано во предвид високата цена на електрична енергија. Меѓутоа, за одредени комунални предпријатија не беше земана висината или цената на електричната енергија кога беше на највисокото ниво, туку кога веќе се смири кризата, кога се намалија цените и тогаш од регулаторна побараа, можеби од најголемите водоводни комунални предпријатија, побараа нови пресметки и на нив им беше вкалкулирана цената од 2023, не од 2022, кога требаше да биде базна година. Се надевам дека ќе согласи председателот на регулаторна и тука веднаш се создаде проблем. Значи, во тој момент точно се намали цената, со тие цени можеме да работиме, меѓутоа што правиме со останатиот долг? Кога им се намали на тие комунални предпријатија цената, имаше случај, не знам, во Битоло, мислам дека цената се намали за пола денар или 1 денар. И веднаш се создава проблем. За останатиот долг за електрична енергија, од каде ќе се покрива? А доколку беше калкулирана 2022, како што на сите останати беше калкулирано, мислам дека немаше да има таков проблем. Јас се извинувам, ама мислам дека сите ја го прескочивме податокот што господин Бислимовски ни го кажа околу загубата на водата. 63 оваа година и 64%. Ја мислам дека дали некој практично зборува за како да станат оптимизирано работењето на комуналните предпријатија? Наредниот период на покривање на тие загуби, односно драстично намалување на тие загуби, дека и резултатите би биле малку поинакви. Добро. Само може ли кратко на дополнение, за да го направиме тоа? Јавните предпријатија треба да инвестираат во собствената мрежа. Јавните предпријатија денеска работат со резерви, задолжителни резерви, односно рамки само за да исплатат плата кон вработени. И тие се во една целосна блокада. Тие не можат да инвестират за да ја намалат оваа загуба. Или ако некој предпријатие превземе нешто во тој дел, тоа секогаш е со некои пари кои што се европски фондови и така натаму. Кредитот од влада. Кредитот од влада 250 милиона евра. Не може да располагаат со собствени средства, бидејќи се имаат блокирани сметки и не можат да инвестираат во спречување на загубите, останатите јавни предпријатија во купување на дополнителна опрема и така натаму. Да. Спасовски, само ве молам уште еден податок. Колка е просечната старост на вработените во јавните предпријатија? Просечната старост на вработените е 49 години. Тоа значи дека еден огромен дел се луѓе кои што за неколку години ќе одат во пензија, околу 30% се над 55 години, колку што знам од податоци. 31% се од 56 до 64 години. Значи луѓе кои што се пред пензија, кои што не се толку многу работоспособни, кои што не можеме законски и не смееме да ги преместиме на друго работно место, не смееме платата да им намалиме и фактички тие луѓе да се на терет на комуналното предпријатие, голем дел од нив се болни, да кажем, со некакви болести, меѓутоа не можеме да ги распоредиме, не можеме да намалиме платите. Друг податок кој што сакам да го истакнам овде е дека при една анкета, не знам во јавноста дали е споделена, млади луѓе или млад кадар кои што се вработени во комуналните предпријатија до 35 години е само 2%. Значи 2% од сите вработени во комуналните предпријатија отпаѓаат на вработени до 35 години. Сите останати се над 35 години. Комуналните предпријатија не се воопшто атрактивни за вработување, од една страна со постојаните проблеми, со, да кажеме, релативно ниските плати, од друга страна не гледаат младите луѓе не гледаат перспектива во јавните предпријатија. Еве да земеме најголемото комунално предпријатие е Водовод Скопје. Ако ви кажам дека кубори и со книговодители, со луѓе од економската сфера, дека кубори со информатичари, кога знаеме дека најголемо предпријатие е во државата, најголеми плати претпоставуваме дека се таму, меѓутоа кога ми го каже директорот на Водовод Скопје тој податок, јас се зачудив. Па ние сме мала општина, 15-18 илјади луѓе, 20, тие што се, па ние некако се сноѓеме и не можеме да најдеме. Што да збориме за едно Куманово, за едно Скопје, за Битола или за Прилеп. Кога тие комунални предпријатија се соочуваат со тој проблем, немање на млад кадар.
Да. Добро, на крај, мислам на крајот, се уште не сме на крајот на емисијата, меѓутоа, она што рековме, имаме системски проблем, и сега овој делот на вашата ингеренција, Веселиновски, што тука може да се направи за да се ускокне? Тие имаат барања и за простување на дел од долговите и така натаму и така натаму. Можно ли тоа или тука мора да интервенира владата ако веќе дојде до тоа? Не, видете, тоа за простување на долговите не е под ингеренција на регулаторната комисија за енергетика, тоа е политика на секој предпријатие. Значи ние кажуваме дека сме подготвени да определуваме цена за сите водоводни комунални предпријатија во државата. Ние кога носиме одлуки, на пример во една општина, ако има 3 дејности, ние за таа општина носиме 3 одлуки за набавка на вода, за одведување и и тамо доколку што постои за прочистување. И сега да не испадне дека проблемот излегол со енергетската криза и имаат зголемени трошоци. Овие предпријатија имаат проблем наназад со години, сега да го кажеме отворено. Пред да дојде регулаторната комисија за енергетика од 2016 кога ги определувала цените, имало ситуација водоводни предпријатија да работат со одлуки од 92, 93, 94, 95. И постојано сите тие работи се ставале под тепех, општината имала пари и им давала пари, покри ова, покри она, за нова инвестиција, вие не ги правите, општината ви дава пари на сите комунални предпријатија и ние имаме проблем понатака кога ги применуваме методологиите, тие инвестиции ги водиме како да ги дал некој друг. Значи, треба да кажеме дека овој концепт не води повеќе никаде. Со самиот факт што имаме 64% загуби, тоа е сериозен проблем. Македонија е релативно богата со вода за пиење. Се доведуваме во ситуација и тоа што сме го создавале да го изгубиме. Јас сум сигурен дека ниту еден директор на ниту едно водоводно комунално предпријатие сака да му работи предпријатието во загуба. Но имаат реални проблеми и треба да направиме ресет. До тука било и да кажеме нов план како ќе тераме. Ние може пак да им се покријат за кубите. Неспорно е, никој не ќе тие водоводни предпријатија да работат со загуби, да се растеретат, треба да инвестираат. Но, ако не го смениме концептот, ако не го смениме системот, за 5 години пак ќе дојдеме во иста ситуација. Треба да ги овие комунални предпријатија, знаете како е. Кога ќе влезете во ефтин политички популизам, јас ви кажав пред малку, за 7,5 денари ќе се зголемил трошокот на едно домаќинство. Кој? Па ако немаме соодветна инфраструктура, имавме примери, имаше испади во Тетово, имаше и во повеќе општини, па за 2 дена тие 7,5 денари ќе ги потрошат пута 100. Треба да купат вода, треба. Значи треба да ги сочуваме таа инфраструктура која што е направена. Факт е дека со овој концепт кој што ги имаме сега во Македонија немаат пари не да ја одржуваат или ако ја одржуваат со судни маки се одржува тоа. Добро. Благодарам, одиме на куца пауза за реклами, па за решенијата се враќаме во студиото. Повторно во студиото на ТВ24. Господин Стојчевски, решенијата може да бидат краткорочни и долгорочни, се разбира. Потребна е промена на некои системски решенија за да можат овие предпријатија во иднина да бидат профитабилни. Вие сте дел од, знам, дел сте од парламентот, пратеник сте тамо. Ќе поднесете ли некаков закон со кој што ќе се овозможи олеснување на работата на предпријатијата и дали е тоа веќе во некаква форма? Ние имаме закон во рамки на парламентот кој што е заглавен во ходниците на собранието повеќе од 2-3 години. Се работи за закон кој што овозможува отпис на камати на главните долгови на јавните предпријатија кои што ги имаат кон државните институции и репрограм на долговите. Тоа значи да на одредено јавно предпријатие му се даде одреден временски период 5-10 години на рати да ги исплата долговите кои што ги имаат. Меѓутоа мора да се направи отпис на каматите, бидејќи каматите во некои јавни предпријатија се неколкукратно
поголеми, како што кажав и претходно, од главните долгови. Со тоа се фалеше изминатата власт, меѓутоа тој закон никогаш не беше донесен. Веќе имаме некои разговори, бидејќи и координаторот кој што доаѓа во МРО ДПМН порано бил директор исто така на едно предпријатие, има сенс за состојбата и разговаравме како повторно да го вратиме, да го во собраниска процедура овој закон. И тој закон кој го предложил тој закон пред 2-3 години дека е предложен од страна на СДСМ, бидејќи претениците на СДСМ тога се пофалија дека јавните предпријатија имаат децениски проблеми и они се тие кои што ќе им ги решат проблемите. Меѓутоа гледаме дека после 2-3 години јавните предпријатија имаат само дополнително поголеми проблеми. Добро, го извадите од архивите тој закон да го разгледате сега дали одговара на оваа ситуација? Да, го имаме. Добро. Треба да се пушти, како што кажа, веќе има работна група направена, во контакт сме, бидејќи сум дел во цело време во преговори во АТКО. Информиран сум дека има работна група направена неколку градоначалници од ЗЕЛС кои што беа на разговори со министерката. Повторно треба да се направи анализа и да се структурираат долговите за да се иде фазно на решавање на проблемите. За да збориме за долгорочни мерки за решавање на проблемите на јавните предпријатија, ние мора веднаш да реагираме, да ги деблокираме јавните предпријатија за да можат нормално да одвиваат својата дејност за која што се основани. Повторно ќе кажам, се е во ред тоа што го збориме ние. Меѓутоа, јавните предпријатија, најголем дел од нив работат со блокирани сметки и може да плаќат само плата кон вработени. Што е со останатите долгови кои што ги имаат? Што е со долговите кои што ги имаат кон добавувачите? Добавувачите веќе не сакат ни да испорачуваат основни репроматеријали за основно функционирање на јавните предпријатија. И тоа се сериозни проблеми. И прво што треба да го направиме, по мене, овој закон да го ставиме во собраниска процедура повторно, доколку има потреба за корекција во координација со Министерството за финансии да се коригира тој закон, веднаш да се донесе, а подоцна да се оди и на други долгорочни мерки со кои би се решавале проблемите на јавните предпријатија, бидејќи таму, како што кажа Игор, повторно ќе се доведеме во состојба со секое наредно покачување на минимална плата, а тие работници 90% од тие работници земаат минимална плата. И затоа никој не сака да работи во јавните предпријатија, затоа што некој млад инженер, машински инженер, електроинженер, архитект кој се школувал, вложил во себе, се образувал, не ќе да работи за плата од 27-8.000 денари. Ти како менаџер на јавно предпријатие не определуваш плата, плата се определува согласно закон за исплата на плати. И можеби треба да почне да се размислува, бидејќи јавните предпријатија бројат некаде околу 20.000 вработени. Тие 2016 година беа ставени под капа на законот за административни службеници, можеби треба да почне да се размислува повторно да се вратат под законот за вработени во јавниот сектор, законот за работни односи, каде што би имале друг третман, каде што и самите јавни предпријатија би можеле да креираат коефициенти плати за да ги мотивираат стручните луѓе да работат во јавните предпријатија. Да. Сакавте да дополните во врска со ова, ајде? Се согласувам што кажува претходниот говорник. Овие предпријатија прават имаат некоја инфраструктура преку водоводни цевки и тоа се спроведува и сега како што кажа и претходниот говорник, они имаат 20.000 вработувања, 20.000 вработени. Една компанија во Македонија која што врши таква инфраструктурна дејност, дистрибуција на електрична енергија на ниво на цела држава има 1700. Значи 20.000 вработени кои што работат во јавни предпријатија, водоводи, комунална хигиена, каде што се најголем број вработени. Паркинзи, пазари, 20.000 вработени се тоа. За водоводните предпријатија, 10 најголеми водоводни предпријатија во државата, имаат 8 до 10.000 вработени. Тоа што па добро, може би Спасовски знае колку се не, само друго сакам да кажам, не е поентата тие луѓе таму. Значи, ќе се преземат сите мерки. Ја не гледам разлика дали едно предпријатие е државно или е приватно. Треба да им се даде можност на менаџерските тимови тамо, на директорите, да работат по нормални економски принципи. Треба што е можно повеќе да се трнат од политиката и сите тие ќе си сработат како што треба. Јас сум сигурен, нема еден директор кој што сака да покаже негативни резултати на крајот на годината.
само ќе треба да ги растаретиме малце. Регулаторната комисија за енергетика е подготвена во делот на цените да ги растарети. Ама на нив тој им е најбитниот дел, они се мачат. Но после проблем ќе им биде на платата и загубите ќе останат проблем на вода, мислам, тоа е работи кои што се системски. И они сосема добро знаат, и двајцата биле тука директори, како да направат оптимизации во своите компании. Со сите притисоци што ги имаат. Сега да бидеме отворени враво, но најдобро знаат тие како да направат оптимизација. Овамо зголеми, овамо на... И ќе почнат да покажуваат позитивни резултати. Ако почнеме да ги намалуваме загубите на вода, ќе се намали и притисокот врз цената. Дека ние сега имаме, Македонија е поделена на 8 региони. Имаме еден регион во државата каде што имаме загуби од 75%. И тука нема игра. Што сака да со 75%, тоа како да ви кажам, вие одите на пазар, купувате патлиџани за 100 денара, дома носите патлиџани за 25 денара. Не бива таа работа. Треба да им се даде можност да работат рентабилно. Дали едно предпријатие е приватно, дали е државно, се исто е. Компаниите во Германија, не. Освен со начинот на вработување, се во економија. Треба ли да ги приватизираме можда и јавните комунални предпријатија и да ќе бидат не јавни, туку приватни комунални? Ние не сме пробале да ги оставиме јавните комунални предпријатија да работат во рамките на своите општини како што треба, без да ги малтретираат. Тоа треба да си го кажеме значи, јасно. Тоа се вработувања, партиски, вакви, такви, тендери, така натаму. Да ги остава да видиме што резултат ќе покажеме. Ние се мачиме, сите се мачиме сега, и на крај сето доаѓа да ги зголемуваме цените. Кога ќе се објави извештајот на регулаторна комисија за енергетика, ќе видите дека во 90% од општините и самите совети донеле одлуки да се зголемат цените. Но дали е тоа решение? Ја мислам дека и тоа не е решение. Перешич, улогата на ЗЕЛС тука во обединување, ќе ви дадам простор, многу мислам дека треба да... Ја мислам, многу е јасно што треба да се направи од ова што го слушнавме. Прво и основно, ако некој директор на јавно комунално предпријатие, добар менаџер, треба да оди да лобира и да разговара со градоначалникот, дел од средства што ги дава владата да се искористат за намалување на загубите на вода. Тоа е прво. Второ, треба да види да направи рационализација на вработените. Скоро на еден состанок на управен одбор еден градоначалник кажа, таман вика ќе дојдат едни на власт, ќе напунат работници од нивна партија, ќе напунат вработници кои ќе дојдат следниот пут, сите тие ќе ги пренесат во администрација и пак остануваме без работници. Со другата партија е исто. Значи, видите колкави е административен капацитет на јавните предпријатија, а колку е оној што навистина работи. Тоа е втора работа. Трета работа, во овој момент мораме да направиме нешто, апсолутно се согласувам, да се отпишат долговите, да се овозможи плаќање на рати, ама да направиме граница до тука било. Од тука натака нема помош, нема давање. Видите, јас сум 24 години извршен директор на ЗЕЛС, ниту еден градоначалник до сега ме нема прашано, имаш ли пари да исплатиш плати, имаш ли пари да исплатиш струја, имаш ли пари да ги платиш електронските системи. Значи, штом сум се нафатила на таа работа, тоа е моја обврска, нема кој што да ми помага, така ли е? И затоа мислам дека тој концепт треба да го истераме со сите сили и да направиме успешни јавни предпријатија. Сакам да кажам за две работи, оптимизацијата што го спомна Душица и за загубите на вода. Најголем дел од водоводните мрежи се собственост на општините, не се собственост на комуналните предпријатија. Државата и во минатото неколку пати инвестира неповратни средства дава на општините за да се обноват водоводните мрежи. Тоа се ето сторено. Моментално имавме и некаде и во тек се изградба или реконструкција на водоводните мрежи. Меѓутоа, верувајте дека од аспект на намалување на загубите, не значи тоа дека комуналното предпријатие ќе ги намали загубите и веднаш ќе почне рентабилно да работи. Тоа се минимални
минимални загуби што ќе се намалат, а се потребни огромни средства да се вложат за да се намали загубата на вода, за да се троши помалку електрична енергија и да се намалат сметките. Меѓутоа, регулаторот на нас не ги признава тие сметки што ги правиме ние за електрична енергија. Не, регулаторот ви ги признава, ама вие не си ги признавате воопшто. Ако ние инвестираме огромни суми на пари, тоа не значи за намалување на загубите, него тоа значи за да немаме дефекти, да имаме што помалку дефекти, водоснабдувањето да биде континуирано без прекин 24 часа. И за тоа се инвестира, за тоа се менува. Меѓутоа, секако имаме загуби и не можеме да ги намалиме ние, не знам, на 10, 20, 30%. Добро, дали водоснабдителниот систем е зрел за ремонт на ниво на целата држава? Дали може така да кажем? Нема, видете што кажува директорот. Значи, они се сконцентрирани да нема дефекти. Нема развој, нема инвестиции, нема ширење кон нови села да ги приклучуваат. Во Македонија, согласно закон, до крај на 2021 или 2022, сите селски водоводи треба да се предадат на општините. Со која документација? Документацијата имале 5 години да ја средат. Не ја средиле. Ама знаете, има прво и граѓаните тамо, неќад ние сме го правеле наше, но и комуналните предпријатија не сакаат, пошто апсолутно ќе им ги зголеми трошоци, особено во да општини, рурални, каде што е голема територија, каде... А мала потрошувачка. Мала наплата, мала, да. Значи, се ќе направат. Значи, само треба да дадеме шанса да го смениме концептот за да застане цел овој сектор како што бил пред 30 години и сега на здрави нозе. Овој податок кој што го кажуваат директорите со староста на вработените е фрапантен, ама тоа е тоа. Како што каже пратеникот, кој е заинтересиран, млад инженер, електро или машински, да работи, не знаме, он има вајда 35.000, не знам колку имаат. Кој е заинтересиран да би работел таму? Ама ако се намали број на вработени, ќе рипнат и платите, така? Па тоа е оптимизација, тоа беше вториот дел што ме прекина Марко. Значи, одврзани раци немаме ние како директори, некој ако не работи да го префрлиме во друг сектор, бидејќи имаме закон за административни службеници. Значи, од еден во друг сектор не смееш да го подолго од 2 месеци да го смениш. И сега ние сме во ситуација да во еден сектор ни фалат вработени, а во друг сектор имаме превработеност. Затоа што некој не е битно претходно се вработил човекот, ние не можеме дома да го пратиме дома. Меѓутоа, за да му дадеме друга работа, се соочуваме со еден куп проблеми. Значи, ако ми требат на мене луѓе за собирање на отпад, а во сектор, не знам, во инкасатори имам превработеност или во паркови зеленило, јас за да ги префрлам со судни маки, со жалби, со тужби, со мобинг, со не знам, секакви работи. И ќе си земе боледување, ќе си седе дома, не може да го смени. Тука оно што го спомна и Даниел, дека тој закон нас не пресече. Добро, тоа што кажа не можеме оптимизација да правиме, 30%. Значи, во една компанија како што е електродистрибутор има 1700 вработени, а на ниво на држава има 10.000 вработени во комуналните предпријатија значи тука е таа оптимизација што веројатно со тек на време треба да се направи за да биде поефикасно работењето. Тоа го кажам како податок, меѓутоа таму има повеќе сегменти. Пак ќе кажам, не се работи само за водоводи, тука спаѓат и комунална услуга, изнесување на отпад, паркинзи и така натаму. Меѓутоа, ја не би навлегол во тоа, би се навратил на едно клучно прашање кое што го поставивте, а тоа дали јавните предпријатија треба да бидат во државна собственост или треба да ги приватизираме. Ја мислам дека тоа е еден многу опасен процес, дека треба да им дадеме помош заеднички, централната власт, локалната самоуправа да им даде можност со правила на однесување во понатамошен период на јавните предпријатија, видејќи како што кажавте вие, да ќе се подобри услугата. Јас се сложувам со тоа. Меѓутоа цената која што сега ја плаќаме во просек како е 300 денари изнесување на смет, 500 денари изнесување во просек цена за вода, тогаш таа услуга ќе биде поскапа 3 или 4, 5 пати можеби. Ние имавме таков пример со приватизација на ЕВН, кога цената е покачена
па можеби веќе и десетина пат, а повторно нема загуби. Ако зборуваме за загуби, ако се фаќаме само за загубите. Добро, можеби не е толку, меѓутоа цената е покачена. А Евана повторно бележи загуби кои што граѓаните ги плаќаат и со тој податок вие излеговте јавно пред граѓаните. Затоа би сакал да кажам дека треба да се сконцентрираме на деблокирање на јавните предпријатија, носење на нови законски решенија со кои ќе им се помогне, меѓутоа и оно што го збораше председателот, извршниот директор на ЗЕЛС, треба наредниот менаџерски тим можеби да подлежи под некаква одговорност, па дури и кривична, прекршна, не е битно, за понатамошното делување во рамки на јавното предпријатие. На крајот, од денот, дали ќе биде тоа примање на партиски работници, правење непродуктивни трошкови, може да биде ставено и да биде предмет на ревизија кој што ќе си понесе некоја одговорност за таквото работење. А советите мора да бидат пофлексибилни и мора да им дадат поголема шанса на јавните предпријатија, бидејќи точно е регулаторот утврдува цена, меѓутоа од моментот кога има потреба за утврдување на таа цена до носење на одлуката од страна на советот, тоа беше пример во Куманово. Поминуваат 5-6 месеци. Верувајте ми додека се донесе таа одлука. Веќе ние имаме потреба за нова цена, а ние уште не сме донеле претходната цена. И затоа, по мене најдобро директно регулаторот, како што каже Бестимовски, веднаш да се определи цената и ќе ги заложи јавните предпријатија да се согласат со таа цена. А тоа треба да биде предмет на размислување и понатаму и во делот на управување со отпад и цената за изнесување. Ако е тоа првиот чекор, кој треба да ви ги даде тие ингеренции, Бестимовски? Па соодветните закони треба да се сменат, законот за јавни предпријатија. Не, за енергетика. Не законот за енергетика, законот за определување на водни тарифи. Таму е наведено постапката дека регулатор надава минимална и максимална цена, па понатака оди во рамките на институциите на општините. Исто таков е и законот, измените на законот во делот на определувањето на тарифите за комунален отпад. Ние сега ќе се соочиме со нов предизвик, уште посериозен, кој ќе почнеме да определуваме за комунален отпад. И јас од сега знам дека истото ќе биде. Има предпријатија во државата кои што прават 3-4 дејности заедно, негде се поделени, но истиот проблем ќе биде. Треба да дадеме шанси на овие предпријатија да почнат, да им дадеме шанса да се изборат да работат рентабилно. Ако имаат грешки, тоа се нивни проблем. Потребна ќе биде промена на овие неколку закони и отпис на дел од каматите како што најголемиот дел од предпријатијата во странство кои што ги кажуваат се општински предпријатија. Евана е општинско предпријатие. Речи се сите дистрибутивни мрежи за електрична енергија во Германија се формирани од општините и се и водоводно-комунални предпријатија. И сите тие се стремат да работат со профити. Не знам што е разликата, нешто попаметни ли се во Австрија и во Германија од нас. И на овие предпријатија, на овие водоводни предпријатија, треба да им се даде шанса да работат, за да можат да остварат добивки, при тоа да се ги извршат своите основни дејности. Добро, еве сега да инвестираат во таа инфраструктура. Сите тука еве ги бараат овие елементарни промени или услови за да тоа се случи. Ќе има ли храброст собранието во година изборна една да донесе вакви закони со кои што ќе овозможи можеби утре зголемување еве на цената на овие водни услуги, бидејќи тоа по дефолт ќе следи. Ако се Јас јавно кажувам може да има, меѓутоа со сегашното функционирање на јавните комунални тешко. Јавно кажувам, ако тоа барање произлезе, не знам како е, од Датком или од ЗЕЛС, јас прв ќе се подпишам. Да, но треба пратеници да се подпишат и да го гласат. Од мене лично како Даниел Стојчевски сигурно дека овој закон ќе има поддршка и така треба да биде. Очекувате ли од вашите коалициони партнери еве во најмала рака? Ја мислам зошто да не. Ја мислам дека сите би дале таква поддршка, бидејќи на тој начин ќе се растеретат јавните предпријатија и ќе имаат поголема, самите менаџери ќе имаат поголема слобода, ќе бидат порелаксирани во своето работење. Нема да бидат заложници на политички одлуки на советите. Ако регулаторот решил дека цена на чинење на тој производ треба да биде толку ќе биде. Али подобро е сепак да управува државата со тоа јавно предпријатие, отколку тоа јавно предпријатие да биде приватизирано, затоа што па тогаш нема ни регулаторот да каже. Тогаш ќе кажеме на джерот, овие се непрофитабилни јавни предпријатија. Ако дојде некој приватен, тој ќе сака нормално да оствари
дополнителен профит, Да, меѓутоа тој ќе вложи во инфраструктурата и ти нема загуби од 70%, туку ќе има загуби од 5%. Може и автоматски ќе работи Нема да поефикасно. вложи во инфраструктурата, Или- него Веќе тоа е најскапото. Јавните предпријатија, Добро. доколку се соодблокирани сметки, ние имаме средства од кај да користиме. Имавме еве сега унгарски кредит 250 милиони. Јавните предпријатија не може да аплицираат за овој кредит. Зашто? Ако им легнат парите на сметка од овој кредит, ќе бидат подложни на извршување. Тие пари веднаш ќе им земат Бидејќи се за блокирани. рестартување, бидејќи се блокирани. Нема и не треба, чим општината ги има парите, а еве и председателот на регулаторна кажа дека сите инфраструктурни захвати ги прават општините, а не јавните предпријатија. Ја мислам тука само треба договор помеѓу. Има општини каде што јавните предпријатија сами прават своји инвестиции, има општини каде што се со Тие се постабилни ретки, да. финансиски сметки, Кои општини, например? Мислам, за како предвеличина зборуваме со на општина? општина Прилеп, јас знам дека поголеми изминатиот директор што беше, сега да не го кажам јавно, има инвестирано во водоводна мрежа, не знам колкава должина на линија, меѓутоа јавното предпријатие имаше капацитет и вложуваше во нова водоводна мрежа или реконструкција. И со тоа автоматски се намалува загубите. Ние во Куманово ги намаливме загубите со уведување на скада системи и така натаму. Меѓутоа тоа беа повторно средства кои што беа од фондови, донација, а не од инвестиција на јавното предпријатие. Јавното предпријатие беше краен корисник и реализатор на тој проект. Конкретно ние не добиваме ништо од тие пари. Вие мислам дека тезата се изврти. А од тие пари од унгарскиот кредит ние како комунални предпријатија не добиваме ништо. Државата, владата ги дава на општините, општините се распишуваат тендери, се јавуваат приватни фирми, изведувачи и тие ги вршат реконструкциите. Ние не можеме и законски не смееме. На тендер не можеме ние да се јавиме, бидејќи така може се по законите. програма да бидат дадени на јавните предпријатија, да бидат Меѓутоа, изработени, ако е од да собствени средства на општината, бидеме реални, јавните предпријатија немаат капацитет во овој момент да ги изведат тие проекти. Не ви рекол така, не ви се сложил така. Ја мислам дека има. Не ви се сложил, а парите одат кај приватните компании за по-скапо, повеќе пари се потрошат и приватникот си заврши работа, си замине и после проблемите остануваат на нас. Јас имам проблем со приватна фирма која што извршила спојување на едно село, што спомна спојување на села. Сега имаме неделно еднаш или во 2 недели еднаш имаме дефект. И сме на суд со таа приватна фирма. Значи ние немаме бенефит конкретно ние. Со тебе. Сега ќе ти кажам и зашто. Ти ако си доволно добар менаџер, ти ќе идеш и ќе се договориш со градоначалникот. Парите од унгарскиот кредит нека ги искористи за некоја улица, за некој училиште, за нешто, а тоа што го има во општинскиот буџет, нека ви го даде на вас со програма да ја реконструирате мрежата. Не ли е возможно? Имаме програми. Имаме програми. Значи, и до сега фалат пари. Има некои богати општини кај што инвестираат. Еве да спомнам Македонска каменица. Има пари општината, Радовиш е едно од тие побогати што имаат приходи од концесии. Има општини што сами може да инвестираат. Го носат на комуналното предпријатие, го носат на грб. Колку фактурира комуналното предпријатие кон граѓаните, општината му дава исто толку пари. И комуналното предпријатие ќе биде нормално рентабилно. Ама таа општина или тие неколку општини, што правиме со останатите? Не се моќни општините, ви убаво знаете од ЗЕЛС, дека тие немаат вишок на финансиски средства за да не покриваат нас. А доколку како што беше порано, пошто јас се сеќавам одамна сум во комуналната сфера, комуналното предпријатие само да ги изведува работите, ќе ги направи можеби по-споро, меѓутоа поквалитетно и нема да се јавуваат дефекти. Нема да имаме дефекти во мрежата. Ние имаме случаи во Виница конкретно, 4 пати се реновираше мрежата, реновирана е главната мрежа секаде. Имаме ние улици каде 5 години немаме приклучоци направени. И зошто е реновирана мрежата, каде се намалени загубите? Никаде. А некоја приватна фирма си ги зела парите и заминала. И сега ние си чукаме глава и ние ги дефектите поправаме. Добро. Завршно некој да има нешто да порача, бидејќи тука сме на крајот? Не, добро е јасно дека... Јас само еден податок заборав да кажам. Да, добро е што се зборува за темава во најмала рака, бидејќи... Даваме конкретно решение како да се реши. Мора и најдолгиот пат почнува од првиот четврт. Дај да почнеме да ги растеретиме прво од политиката. Добро, Стојчевски ќе ги држи од која годината коалиција. Вие имате пријатели меѓу опозицијата, така да ќе се изгласаат законите. Само накратко, многу кратко. И од власт.
еден податок заборавив да кажам, а тоа е дека јавните предпријатија трошат 1,5% од вкупната домашно производство на електрична енергија. Тоа ми е податок кој што има направена анализа во јавното предпријатие Водовод, или тоа е претворено во пари 0,08% износ на парични средства од буџетот. Во оваа емисија за тоа зборуваме. Имаме конкретни предлози, има конкретни решенија на маса. Гледам дека има волја од сите страни да се реши. А домаќинствата и се надевам дека во брзо време ќе се надминат овие проблеми и јавните предпријатија ќе бидат деблокирани, а менаџерите ќе покажат поголем капацитет во менаџирање на истите. Ви благодарам, јас се надевам дека сите би сакал само како завршно спомнавте за завршно, значи од целата поента благодарам на сите соговорници, бидејќи сите сакаме да бидат комуналните предпријатија застанати на здрави носи. Сите дадоа поддршка, немаме против, сите во иста цел имаме да бидат рентабилни комунални предпријатија. Сакам да се фокусираме во наредниот период секако преку парламентот. ЗЕЛС очекуваме поддршка ќе ја дадат и регулаторната ме радува податок, фактот што го збореше председателот на регулаторно, конечната цена да ја определува регулаторна комисија. Најмногу ќе ни помогнете со тоа. Втора работа. Мислам дека треба измени во законот за јавни предпријатија и не сум сигурен за закон за локална самоуправа дали треба да се смени. Мислам дека кај што пише дека кој определува цената, е така. Значи два закони треба да се сменат. Само тоа за промена. И плюс ова што го барате како за електричната енергија, за електричната енергија што основна отпис на каматите и репрограм на долгови. Меѓутоа за електричната енергија, ние не сме профитабилни. Ние не продаваме производ трговски некој за да остваруваме профит. Ние продаваме вода. Односно продаваме услуга, ја доведуваме водата до домовите. Значи ние немаме ни простори законски не смееме да покажеме големи добивки. Зошто да немаме цена, привилегирана цена како што имаат домаќинствата? Ние тоа прекладком го бараме, го пативме и до владата. 1,5% од вкупно домашно производство на електрична енергија. Не знам дали треба некој закон да се смени, дали може со одлука на влада, меѓутоа да ни дадат таа цена, ние би биле пресрекни и верувате дека нема војна да правиме загуба. Таа цена на крај некој пак повторно треба да ја плати. Ако е под ова, тогаш ќе се плати со зголемување на сметките за струја. Како и да е, на крајот, нели бесплатен ручек нема, така што дали ќе го платат граѓаните или ќе го платите вие, на крајот е исто. Го каже податокот, 2% од домашното производство ние трошиме како комунално предпријатие. Да, меѓутоа, ако земете во обзир дека училиштата основни и средни исто така не се профитабилни организации, а ја плаќаат струјата. 2% и на крај тоа многу ќе се редат во редот. Ви благодарам, Ви благодарам што бевте гости на ТВ24. Имавме добра, успешна, плодна дебата, барем така јас ја ценам од овде. Се надевам дека ќе разбудиме некои совести за да може да се донесат потребните промени. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вас што не следевте. Останете со нашата програма, следуваат вестите.